Куманово да не биде заложник на внатрепартиските битки и суетата на техничкиот премиер Оливер Спасовски, вели преку видео обраќање лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, кој веќе 6 ден е во самоизолација. Вели дека добро е што власта прогласи кризна состојба, зашто поскоро да се победи оваа лоша состојба. Ја поздрави одлуката на министерот за внатрешни Наќе Чулев дека законот мора да важи за сите подеднакво. По текот на вчерашниот ден имавме голем број на апели на кумановчани, па дури и на градоначалникот на Куманово до владата за прогласување на кризна состојба и по успешно справување со COVID-19 вирусот и оваа пандемија која што не задеси. Но од друга страна, видовме еден примитивен инает, надменост, би рекол лична фрустрација и суета од страна на владата и техничкиот премиер Оливер Спасовски, кој никако позитивно да одговори на барањето на кумановчани и градоначалникот на Куманово. Иако и кумановчани сите ние сме свесни дека пред некоја недела токму лично тој, под превезот на хуманитарна помош за ранливите социјални категории, се обидуваше да спечели некои политички поени, на тој начин практично ја расшири COVID-19 вирусот и пандемијата во Куманово. Што се однесува пак до економските политики на земјава, Мицкоски рече дека било добро што власта ја прифати идејата за искористување на средствата за државните записи, откако Народната банка реши да ја намали емисијата на благајнички записи за 130 милиони евра. Сепак тој порача да не се манипулира со иницијативата на ВМРО ДПМН за парите од пензиските фондови, за кој опозицијската партија и официјално преку министерот Чулев достави предлог до владата за времена пренамена на уплатата од вториот во првиот пензиски столб, што таа експресно го одби. Мицкоски предупредува од примитивен инает и комплетно незнаење. Мислам дека е ова второто комплетно незнаење, а образложението е дека веќе во април била исплатена платата за март и второто е дека на тој начин ќе биле оштетени 500.000 осигуреници и трајно ќе биле одземени нивните средства. Што е комплетно неточно, имено нашата мерка беше предвидена да ги опфати периодот од 1 април до крајот на годината, средствата кои што времено треба да се уплаќаат во вториот, потенцирам треба, значи тие не се уплатени, туку треба да се уплаќаат во периодот од 1 април до крајот од 2020 година во вториот задолжителен пензиски фонд да бидат пренасочени во првиот задолжителен државен фонд и на тој начин да се обезбеди стабилна и сигурна исплата на пензиите за пензионерите. Мицкоски се осврна и на настаните од Скопско Сингелиќ, каде помала толпа на граѓани се обиде да манифестира револт прекршувајќи го законот и вонредната состојба. Го поздрави чинот на министерот Чулев, кој веднаш поднесе кривична пријава против 3 лица. Ги охрабри и МВР да извршат целосна идентификација кои ги прекршија законот и вонредната состојба во државата и ги доведоа во опасност животите на граѓаните и против истите да бидат поднесени соодветни пријави. Зашто законот мора да важи подеднакво за сите, без разлика на партиската или верската припадност.